Под мотото Месец на почини, македонската опера и балет го посвети овој ноември на италијанскиот композитор Джакомо Пучини, одбележувајќи 100 години од смртта на оперскиот мајстор. Месецот на Пучини почна со операта Боеми, која на сцената на МОП беше изведена во петокот. Под мотото Месецот на Пучини, од 100 години од неговата смрт, македонската опера и балет се одлучи да постави 4 капитални негови гламурозни дела. Тоа се Боеми, Мадарм Батрефла и Тоска и Турандот. За сите овие 4 оперски представи, на задоволство на нашата публика, имаме светски солисти, гости од странство, како и гости диригенти. Исто така, за сите овие представи, на задоволство истото на нашата публика, ќе ги имаме и нашите македонски оперски правенци солисти. Дозволете ми исто така да ги запознаеме гледачите и за изложбата со наслов Пучини низ историјата, која исто така ќе се одржи од 8 до 29 ноември, на која ќе бидат изложени плакати, каталози, фотографии, костомографски скици, пресматеријали од весници и друго. Ликовниот уметник Никола Пијанманов ја постави неговата самостојна изложба Вечнење во Културниот информативен центар во Скопје. Изложбата е составена од дела кои ги поврзува една заедничка тема, а тоа е осаменоста и кревкоста на поединецот. Изложбата Вечнење ќе биде отворена до 19 ноември. Новиот творечки циклус на авторот Никола Пијанманов открива нова димензија на неговата ликовна уметност, како и начинот на кој тој како автор го доживува современиот човек, со сето бреме на модерното живење, кое го принудува поединецот на вечно чекање и барање на смислата на постоење во овој живот во кој се е минливо, преку поврзување и соединување со природата и духовната димензија. Почнуваме од Адам, па се до човекот во современиот свет кој страда, се мачи, чека во чекалниците на болниците, чека за магнетна резонанца, постојано чека во чекалници, го имам тој цел циклус, луѓето што чекаат. И тоа едно чекање во вториот салон, во Империјал 2, се претвора во некоја преобразба каде што човекот се губи во природата. Не се губи како личност, туку се топи во неа и се обидува да го најде знакот, смислата на својот живот, дали вреди да се чека, кој е смислата на постоењето, каде одиме ние. Адам сепак има една голема надеж, а тоа е вечнењето. Затоа ја насловив така изложбата. Тоа е една исконска жет и мечта кон вечност. Изложбата Вечнење на Никола Пијанманов ќе биде отворена во Културно-информативниот центар Скопје се до 19 ноември. Светската премиера на Сношти минав за тенор, гудачки оркестар и пијано на професорката Дарија Андовска беше изведена во Токио на концертот по повод 30 години дипломатски односи помеѓу Македонија и Јапонија. Композицијата е напишана за нашиот светски реномиран тенор Благој Нацовски. Истовремено, во Скопје премиерно беше изведена Со маки сум се родила за сопран, флејта и пијано. За впечатоците од двете светски премиери со професорката Андовска разговараше нашата Ивана Крстеска-Јаневска. Добре, јас можам повеќе да зборувам за импресиите од премиерата на која што бев присутна. Тоа е премиерата во Скопје. Композицијата ја изведува Алтус Нјубрец ансамблот, кој што е мешан состав на француски и македонски музичари. А за премиерата во Токио само добив известување од диригентот и директор на операта во Токио, господинот Казухиро Котецу, дека имало навистина одличен одзив за мојата композиција, дека многу ми се допаднало. Уште не се скласнати, се разбира, печатоците, ќе треба подолго време да помине додека се преслушаат и сите снимки, за кои што сум благодарна дека ми стигна. И допрва ќе стигнуваат веројатно и уште повеќе реакции. Сношти минав и Со маки сум се родила. Како беа печатоците, односно како вие решивте да ставите печат еве за овие дела? Како дојде инспирацијата?
Добре, јас внимавав цел живот, не сакав да се занимавам со фолклорот македонски, додека не се почувствував зрела да му дадам дополнителна уметничка вредност, заради тоа што на било кој друг начин би го осквернавала. А овие две композиции беа избрани токму од тие кои што ги изведува, значи Благој Насовски сам се ја побара, Сношти минав, додека Алтус ансамбл сам ја побара, со наќе сум се родила. Целиот разговор со професорката Андовска ќе го емитуваме утре во нашата утринска емисија Добро утро секој утро. А ние продолжуваме понатаму. Камерниот оркестар Скопски солисти го одржа годишниот традиционален концерт во камерната сала на Македонската филхармонија. На концертот насловен Волшебна музика беа изведени дела на Моцарт, Барбер, Илин и Шостаковиќ. Како солист со камерниот оркестар настапи пианистката Марија Ѓошевска, а диригент беше Бисера Чадловска. Камерниот оркестар Скопски солисти на македонската музичка сцена се појави во 2000-та година. Формиране од група афирмирани и признати македонски уметници на кои им се придружија група млади, но мощно талентирани музичари. Уметнички раководител на Скопски солисти е професор магистар Васил Атанасов. Ние веќе постоиме скоро 24 години, следната година е јубилеј 25 години Скопски солисти и секојаш ги ангажираме најдобрите македонски солисти. А Марија беше еден од тие бисери, каде што се одлучивме и таа со задоволство ја прифати поканата. Година се одлучивме да настапам со концертот од Волфганг Амадеус Моцарт, број 17. Всушност одбравме дело кое што не е изведено во Македонија, поточно премиера на овој концерт, кој што е единствениот концерт на Моцарт кој што е напишан во тоналитетот Г-дур, еден од највеселите, најпозитивните, најсончевите, највиртуозните тоналитети во кои што пишувал Моцарт и кој што ни пренесува порака дека во овој свет на немири и неправди и не секогаш преубави настани, треба да му се насмееме на животот и не подсетува дека всушност животот е нешто убаво. Секој нејзин нов настап ја потврдува констатацијата дека во нејзината личност македонската музичка сцена доби пианист со врвни професионални перформанси, мунинциозна виртуозност и изразите индивидуалност. Концертот Волшебна музика на Скопски солисти и Марија Ѓошевска се одржа под диригентската палка на маестра Бисера Чадловска. И тоа беше се што ви подготвивме за ова прво издание од Вестите од културата. Со нови содржини од културата следната недела во истиот термин во Централниот дневник во 17:30.